работи на вистина за еден вандалски чин, на кој што не треба да му се придаваат некакви други, да речем, скриени значени агенди. Во смисла, ова е за жал еден од низата на сквернавање на споменици. Во мојот мандат такво нешто се случи со бистата на Анте Поповски во 2021 година, мислам дека вие направивте прилог. Моја претпоставка е дека се работи за вандалски чин, односно не се работи за чин, да речам, од користолюбие, бидејќи бистата на Анте Поповски за среќа беше најдена фрлена во крајбрежјето. И од сознание што ги имам, практично собствениците на отпади за Старо Железо, просто се плашат да откупуваат вакви предмети, бидејќи се плашат дека ќе бидат кривично гонети заради тоа што се учесници во такво нешто. Сега, за жал, во случајов несреќата е таа што бистата се уште ја нема. Се надеваме дека во заедничка акција и со СВР Струга, и со напори што општината на вистина ги вложува, ќе успееме да ја пронајдеме. Тоа би било, да речам, најпосакуваното сценарио, да ја пронајдеме и исто како бистата на Анте Поповски, дополнително да ја сфрстиме, да ја фиксираме, за да биде просто оневозможена ваква работа во иднина. За жал, покрај бистата на Славко Јаневски, беа расплатени во обид да се откорнат бистите на Ацо Шопов и бистите на Сергеј Сенин. Овие две бисти превентивно, ние како Струшки вечери ги отстранивме. Во теке нивно, да речам, дополнително осигурување. Едниот постамент на Сергеј Сенин е оштетен, така што и тој ќе треба да го санираме, да го поправиме. И да ги вратиме со надеж дека вакви инциденти нема да се повторат.